Најави за денешните настани. Регионален реставраторски камп во Охрид. Потребна е долгорочна стратегија за спас на занаетчиството. Владата нема да биде нем сведок на нефери неетички практики во трговијата, кои одат директно на штета на потрошувачите, кажа вице-премиерот Битики. Одбележани 110 години од Охридското востание. Весламе за ретките 2023, традиционален маратон во Струга. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес свежо утро, а времето во текот на денот сончево и топло со надпросечно високи дневни температури. Максималната достигна 27, во текот на ноќта кон среда, ведро и свежо. Утре над североисточна, источна и југоисточна Европа, на Апенинскиот и Балканскиот полуостров сончево со локална облачност и многу топло време со дневни температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Локално во северозападна, западна и централна Европа умерено облачно и нестабилно со слаби локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во среда претежно сончево време со локална облачност и топло во северните делови зголемена облачност. Максималните дневни температури на Балканот утре во интервал од 28 до 33 степени. Во Македонија во среда свежо утро со утрински температури во интервал од 6 до 16 степени, а во текот на денот сончево и топло време. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија од 26 до 35 степени. Во Охрид во среда сончево и топло време со слаб ветер. Минималната 13, дневната 28, а во четврток и петок сончево време со локална облачност и топло. Минималните температури 15, дневната 26 до 28. Во сабота претежно сончево време со локална облачност. Дневната температура до 27 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Ова лето, сладко лето охридско со Плазма. Тамаро, Супер Радио и највкусните Плазма, Плазмикс и Уелнес и ова лето ќе подаруваат и забавуваат. Многу награди, врвна забава, најмлади Плазма кувари, хуманитарна Плазма сладкарница, Плазма чаршиска сладкарница се само дел од настаните со кои ова долго и топло лето ќе уживаме во прекрасниот Охрид. Уште и Плазма Лейк Крузинг и секојдневни награди на Супер Радио. Ова лето, сладко лето охридско со Плазма. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Робник. Вршиме прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот,
Обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории, изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг, село Оровник. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Охридскиот завод и музеј во соработка со Универзитетот Свети Апостол Павле од Охрид домаќини на регионалниот реставраторски камп, чија што крајна цел е создавање на ГИС платформа на недвижното културно наследство и археолошките локалитети од Охридскиот регион. Студенти од разни градови од соседните балкански земји деновиве во Универзитетот Свети Апостол Павле од меѓународни и од домашни експерти учат како најсовремените дигитални технологии да ги користат со цел евиденција, инвентаризација и дигитализација на нашето културно богатство. Проектот во октомври продолжува со реализација во поградец соседна Албанија. Студенти од неколку земји од Македонија и Балканот деновиве во Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид се дел од регионалниот реставраторски камп, кој пак само е дел од големиот проект јакнење на капацитетите за управување со културното наследство на Охридскиот регион. Обука за развој на бази на податоци и ГИС платформа за недвижно културно наследство на Завод и музеј Охрид. Преку овој проект кој се организира под закрила на УНЕСКО, студентите од меѓународни и домашни експерти учат како најсовремените дигитални технологии да ги користат со цел евиденција, инвентаризација, дигитализација на нашето културно богатство. The goal for this regional restoration camp is for Целта на овој камп е 25 учесници од Македонија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Романија во него да научат како да го документираат културното наследство, користејќи ги напредните технологии како фотограметријата, снимање со дрон летала и користење на собраните податоци за подобро разбирање и документирање на културното богатство во Охридскиот регион. Во период од 10 дена, учесниците на кампот треба да научат како да спроведуваат евиденција, инвентаризација, дигитализација и користење на современа технологија за 3D снимање со помош на дронови и фотометрија за изготвување ортофотографии и топографски карти, а со цел да се постави работен план кој пак треба да обезбеди негово долгорочно одржување и редовно ажурирање. Кампот ќе трае 10 дена, 5 дена сме во Охрид, 5 дена во Поградец. Ќе се снимаат локалитети, ќе се документираат, ќе се презентираат тие разни техники, снимање со дронови, ортофото, внесување во софтвер, која покасно ние ќе го внесиме во секојдневното работење на нашата институција. Резултатите од кампот ќе бидат подлога за создавање ГИС платформа за недвижно културно наследство и археолошки локалитети од Охридскиот регион, со што ќе се обезбеди веб ГИС база на податоци, која ќе може да ја користи и по широката јавност, а ќе се подхранува со податоци за недвижно културно наследство и заштитени археолошки локалитети собрани и документирани во тек на проектот. Основен акцент е даден на современи методи и може би интеграции на дел од наш софтвер, кој што ќе го работаме во иднина, да придонесе до посовремена, поекзактна заштита на комплетно културното наследство. Знаеме дека Охрид е навистина богат со многу културни споменици, со многу цркви, со многу фрески. Многу е важно и одржувањето, меѓутоа и зачувувањето на податоците и одржувањето, сместување во современи бази на податоци, интеракција меѓу нив, интегрирање на софтвер кој што многу ќе допринесе. Исто така вклучување на современи модерни методи
води, ќе има снимање со дронови, кои што се вклучени и од повеќе земји. Проектот го реализира Националната установа Завод и музеј Охрид и има за цел да ги надгради знаењата и способностите на стручните лица во Завод и музеј Охрид во однос на гисвештините со помош од меѓународни и домашни експерти, а во соработка со експерти вклучени во развојот на ГИС платформата од наша и албанска страна. Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид и Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид неодамна подпишаа и меморандум за соработка. Јавна расправа по нацрт законот за прогласување на Охридското езеро за заштитено подрачје. Јавната расправа во Охрид ќе се одржи во големата сала на општината во четврток на 14 септември со почеток во 10 часот, а во Струга јавната расправа е закажана во петок на 15 септември со почеток во 10 часот во општина Струга. Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со општина Охрид организира јавна расправа по нацрт законот за прогласување на Охридското езеро за заштитено подрачје во категорија 3 споменик на природата. Од Министерството за животна средина и просторно планирање информираат што содржи актот за прогласување на заштитеното подрачје Охридско езеро. Назив на заштитеното подрачје или природната реткост, категорија на заштита за заштитеното подрачје, географски карактеристики и други основни обележја, картографски приказ со граници на заштитеното подрачје, граници на зоните кои постојат во рамките на заштитеното подрачје, типови на зони во заштитеното подрачје, режим на заштита и субјект кој ќе управува и други прашања утврдени со актот за прогласување. Нацрт законот за прогласување на Охридско езеро за споменик на природата е изработен согласно студијата за валоризација која ги детерминира природните вредности на подрачјето. Јавната расправа ќе се одржи во големата сала на општина Охрид во четврток на 14 септември со почеток во 10 часот, а јавна расправа е закажана и во Струга во петок на 15 септември со почеток во 10 часот во општина Струга. Одбележани 110 години од Охридското востание. По тој повод делегации положија свежо цвеќе на спомен обележјето на востаниците во селото Велгошти. По повод 110 години од Охридското востание, делегација на општина Охрид денеска положи свежо цвеќе на спомен обележјето на востаниците во селото Велгошти. Свежо цвеќе положија и представници на подрачното оделение на Државниот архив Охрид, местната заедница на село Велгошти, здруженија и политички партии. Охридското востание се одржало во септември 1913 година, еден месец по подпишувањето на Букурешкиот договор. Начело на востанието застанале охриѓанецот Петар Чаулев и стружанецот Милан Матов. Биле ослободени Охрид, Струга, Дебар и Кичево во содејство на четите на ВМРО и албански востаници. Востанието имало тајна поддршка од младата албанска држава и биле формирани тела со мешан состав. Охридското востание е уште еден доказ за македонската непокорност. Спомените за херојските имиња кои биле дел од овој востаницки подвиг ги чуваме и почитуваме како важен дел од македонската историја. Нивните храбри дела се наш потсетник за големата пожртвованост за слобода и правда. Нека им е вечна слава, напиша градоначалникот Кирил Пецаков на Facebook. Занаетите изумираат, а години наназад нема план како да се спречи овој процес. Потребна е долгорочна стратегија за да се спречи изумирањето на занаетите. Охридските занаетчи изработија таква стратегија која ќе ја достават до владата и до Министерството за економија. Бараат да се реагира се додека и последниот дуќанџија не ставил клуч на врата. Занаетите изумираат, а години наназад нема план да се спречи овој процес. Охридските занаетчи изготвија стратегија, која ќе ја достават до владата и Министерството за економија. Ќе се обидат да издействуваат, за да опстанат и да ја остваруваат основната екзистенција. Велатитно се потребни владени мерки за субвенционирање и поттикнување на занаетчиството, да се спасат занаетите, додека и последните доќанџии не ставиле клуч на врата. Јас лично имам изготвена стратегија, долгорочна стратегија за развој на занаетчиството. Сега есенма чекам да помине управен одбор на Републичка комора и да се проследи до надлежните органи, и до Министерството за економија и до владата. Значи крајно е време државата да преземи обврски да го спаси занаетчиството. Стратегија напишана долгорочна, каде што и оние занаети во изумирање ќе можат да опстанат и да работат. Ситуацијата во занаетчиството е се полоша од година во година.
Згаснуваат скоро сите занаети, по Охридската чаршија тешко се наоѓаат и шнајдери кондураджи. Помладите кои го учеле занаетот се откажуваат, заминуваат да работат во фабрика. Причините се малата заработувачка и големите давачки. Во последниве неколку години бројот на занаетчи драстично е намален, не само во Охрид, него општо и во цела република. Зошто? Затоа што нема владини мерки за субвенционирање на занаетчиството, тоа е најголемиот проблем. Значи имаше назад пред 6-7 години каде што владата ги подмируваше трошоците за плата персонален данок до 5 години, сега тоа го нема. Економската криза и инфлацијата негативно влијаат на занаетчискиот сектор. Во Охрид се регистрирани 250 занаети, од кои најбројни се фризерки, козметичарки и бербери. Весламе за редките 2023 традиционален маратон во Струга. По четврт пат, учесниците ќе понесат пораката за поддршка и помош на лицата со ретки болести, но и ќе бидат нивниот глас во секојдневната борба, не само со болеста, туку и со општеството, во кое се помалку наоѓаат внимание, велат организаторите. Весламе за редките 2023. Утре, 13 септември, во организација на Хотел Боград и спортско-рекреативниот клуб Соларис од Струга, ќе се одржи големиот традиционален маратон Весламе за редките 2023. Учество ќе земат над 20 кајакари од различни возрастни категории. Стартот е закажан во 12 часот и 30 минути од женска плажа. Ќе се весла по левиот брег на Охридското езеро со пресек на езерската граница со Република Албанија и финиш во селото Радожда. И оваа година, по четврти пат, учесниците ќе ја понесат пораката за поддршка и помош на лицата со ретки болести, но и ќе бидат нивниот глас во секојдневната борба, не само со болеста, туку и со општеството, во кое се помалку наоѓаат внимание. Кога имате ретка болест, истовремено водите битка на два фронта. Едната битка е со самата болест, а другата, живеењето во свет каде само мал број на луѓе ја разбираат вашата состојба. Затоа се бориме да бидеме побројни, поемпатични и посилни, вели професор доктор Барбов. Нема да дозволиме нефер трговски практики на штета на потрошувачите, кажа вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битити на средбата со председателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата Владимир Наумовски. Според Битити постојат реални околности кои посочуваат на вештачко фиксирање на цените на високо ниво, како резултат на координирано договарање помеѓу трговците на цените на одредени производи. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битити денеска во просториите на Комисијата за заштита на конкуренцијата се сретна со нејзиниот председател Владимир Наумовски. На состанокот се зборуваше за ценовните движења во малопродажната мрежа на прехранбени продукти и постоењето на можност за присуство на трговски практики кои освен што ја нарушуваат слободната пазарна економија и конкуренцијата носат и директна штета на граѓаните, информираат од владата. Вице-премиерот Битити истакна дека владата нема да биде нем сведок на нефер или неетички практики во трговијата кои одат директно на штета на семејниот буџет на граѓаните. Постојат реални околности кои укажуваат на вештачко фиксирање на цените на високо ниво како резултат на координирано договарање помеѓу трговците на цените на одредени производи со што го контролираат и ограничуваат нивното слободно пазарно формирање со цел зголемување на нивната добивка. Оваа пракса оди директно на штета на граѓаните и производителите и ова нема да го дозволиме, посочи премиерот Битити. Заеднички на состанокот беше констатирано дека е потребно отпочнување на постапки од страна на надлежни институции, вклучително и на комисијата, согласно законските надлежности, за истражување дали постојат одредени законски повреди и злоупотреби кои доведуваат до нефер зголемување на крајните цели за потрошувачите, информираат од владата на Република Северна Македонија. На граничниот премин Деве Баир при влез во државава запленети се непријавени 329 раствори за инјекции за визуелизација при магнетна резонанца, информираат од Царинската управа на Македонија. Инјекциите биле скриени во пакет со етикета од производител на вода за пиење. На граничниот премин Деве Баир на влез во државава при контрола на автобус запленети се 329 парчиња раствор за инјекции Гадовист 1.0 кои што се употребуваат и за дијагностика на бенигни и малигни заболувања при магнетна резонанца, скриени во пакет со етикета од производител на вода за пиење.
информираат од Царинската управа на Македонија. Имено на 8 септември царинските инспектори од Одделението за оперативни работи при контрола на автобус со турски регистарски таблички кој се обраќал од Истанбул до Пеки во Косово, во средината под едно од седиштата пронашле кутија во која имало 329 парчиња раствор за инјекции од 15 мл Гадовист 1.0 од германскиот производител Bayer, за кој што како собственик се пријавил патник со иницијали МШ од Косово. За медицинските производи патникот не поседувал ниту соодветна дозвола од надлежното Министерство за здравство. Против лицето е поднесена кривична пријава до надлежниот суд за кривично дело криумчарење по член 278 од Кривичниот законник, информираат од Царинската управа на Македонија. Во продолжение вестите од светот. Се стравува дека илјадници лица загинаа во Либија откако бурата Даниел донесе толку многу дожд на североистокот што 2 брани се урнаа во еден регион, влечејќи цели населби во морето. Повеќе од 2000 лица загинаа, 6000 се водат за исчезнати во тешко погодениот град Дерна, каде под притисок на поплавите 2 брани се урнаа. Овие бројки не може да се проверат независно, а Мисари не даде извор за неговите бројки за загинатите и исчезнатите. Црвената полумесечина на Бенгази предходно процени дека во Дерна загинале од 150 до 250 лица. Снимките на социјалните мрежи покажуваат потопени автомобили, урнати згради и порои вода кои течат брзо низ улиците. Болниците во источниот град Бајда се евакуирани. Неколку земји испратија сочувство и понудија помош за Либија, а спасувачките тимови се обидуваат да најдат преживеани под урнатините. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун пристигна од Пјонкјанг во Русија со приватен воз, објавија државните медиуми и објавија фотографии на кои се гледа дека најверојатно патувал во придружба со највисоки представници на воена индустрија, дипломати и воени команданти. Бил придружуван од највисоки владини представници, како и воен персонал. Во меѓувреме рускиот претседател Владимир Путин зборуваше на економскиот форум во Владивосток, пренесува руската државна медиумска агенција ТАСС. Тој вели дека Русија развива оружје со лазерски ултразвучни радиофреквентни способности. Путин зборуваше на годишниот собир чија цел беше да се поттикнат кинеските инвестиции на рускиот далечен исток. Се очекува средбата на Ким со Путин да се одржи по завршувањето на форумот. Илјадници поддржувачи на каталонската независност излегува на улиците на Барселона на марш по повод националниот ден на тој шпански регион. Демонстрантите носеат црвени, жолти и сини знамиња Естелада, извикуваа слогани барејќи одцепување на Каталонија од Шпанија. Тие се собраа на шпанскиот плошкатат каде им се обратија лидерите на движењето за независност. Одзивот на овогодинешните манифестации беше релативно низок во однос на претходните. Полицијата процени дека се собрале 115.000 лица, организаторите на маршот соопштија дека учествувале 800.000. Посетеноста е помала во последните години, бидејќи поддршката за одцепување од Шпанија е намалена, најавува Reuters. Американскиот спелеолог Марк Дики, кој беше заробен на дно на пештера во Јужна Турција на 2 септември е спасен вчера вечер, соопшти Турската спелеолошка федерација. 40-годишниот спелеолог бил заробен во пештера откако доживел карварење во абдоминалната празнина за време на истражување на мрежа на пештерите Морка во близина на градот Мерсин, кој го спроведувала меѓународната група спелеолози. Во неговото спасување учествуваа неколку меѓународни екипи. Дики го истражувал системот на пештерата Морка кога му се слушило на длабочина од 1000 метри. Поради здравствената состојба, Марк не можел сам да се движи, па со носилки бил извлечен, а за безбедно да се извлечат од тесните премини спасувачите морали да употребат и експлозив. Морка е трет најдлабок пештерски систем во Турција на висорамнината Тасели во тешко пристапна планинска област на провинцијата Мерсин. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!